Добар ден, почитувани гледачи. Вторник, 14 часот, уште еден термин кој што многу добро ви е познат на вас, гледачите, односно тука започнува отвореното студио 1. А денеска до мене на столицата наместо колегата Антонио седи колегата Владко Чаловски, кој што во продолжение секако ќе ве запознае во однос на тоа што следи во текот на денешниот ден. Така, па да направам уште една комбинација, па да поминам со сите колеги од студиото. Така, во еден поинаков состав денес се дружиме. Да. Ајде да видиме што е она што не очекува во текот на денешниот ден. Како што е стандард или практика овде во отвореното студио, во овој прв дел ги слушаме сите оние извадоци на интересните случувања од вчерашните гостувања овде во студиото, како и во авторските емисии, за откако ќе го затвориме овој прв дел со Елена, да следи и првото информативно издание во рамките на студиото, а денеска се дружите со Александар Петрески во овој термин од 14 часот и 30 минути. Секако следува и временската прогноза со Славчо Поповски. За јас и Елена да се вратиме околу 15 часот и 20 минути овде во студиото. Ке разговараме со господинот Дончо Герасимовски, кој што е поранешен директор на Заводот за статистика и заменик министерот за образование Петар Атанасов, а темата на која што ќе разговараме е на што се должи намалувањето на бројот на основци во училиштата. Секако по тој разговор, како што е стандардно овде во студиото, следува колегата Дејан Андоновиќ со анализа на она што се случува на Балканот, во Европа и во светот. Со Елена се враќаме околу 17 часот овде во студиото и ќе го проследиме интервјуто на колешката Лепа Џундева со министерот Дамјан Манчевски. Разговараат на повеќе теми, меѓутоа една од оние кои што се во фокусот, на кои што ќе можете после интервјуто да се јавите и да го кажете вашиот став, секако е јавната администрација во однос на тоа дали е системски организирана или партизирана, меѓутоа бидејќи Лепа и Дамјан Манчевски разговараат на повеќе теми, секако ќе може да влетате секако и со некое друго ваше размислување што се однесува на барем темите кои што Манчевски ги покрива во владата. Откако јас и Елена ќе го затвориме овој прв дел од отвореното студио околу 17 часот и 30 минути, следува забавниот дел, а во забавниот дел музичкото талент шоу Звезда број 1, ексклузив и Сергеј Варошлија. Во 19 часот и 20 минути се дружите со Александар Чомовски овде во студиото. Исто и тој ќе разговара на некои актуелни теми, а по централниот дневник во кој што ќе ве водат Чомовски и Елена Джигуманова, ќе следи авторската емисија Правда и неправда на Гордана Дувњак. Темата која што таа ќе работи е поврзана со антикорупцијска, односно која што е влезена во офанзива и дали ќе се покаже како ефективна или ќе залута во некои предмети од минатото. Дувњак анализира заедно со поранешните антикорупционери Слагјана Тасева и Драган Малиновски, како и актуелниот член на Државната комисија за спречување корупција Владимир Георгиев. Во 22 часот ќе се дружите со Чомовски, но овде ќе имате прилика да го погледнете документарниот филм Случај Дрисла, дали отпадот е покритие за нелегален капитал. И секако овде студиото го затвораме со последното информативно издание, кое што ќе биде околу 23 часот. Така го затвораме студиото, нели? Така е. Како што спомена и ти Владко, значи накратко ги запознавме гледачите што е она што следува на програмата на 1 ТВ, а сега во продолжение она што е познато во овој прв блок е тоа дека секогаш се навраќаме на тоа кои беа гости во вчерашното отворено студио 1, а исто така и имаме и сечоци и од авторските емисии. Па најпрво ќе започнеме со отвореното студио, каде што на колегата Ордановски му гостуваа двајца гости. Тоа беше Александра Митевска, уредник во Независен, и Александар Димитров, поранешен министер за надворешни работи, каде што всушност разговара на темата која што секако периодов е навистина актуелна, а тоа се председателските избори кои што помина и секако Стево Пендаровски кој што всушност и официјално и стана нов председател на Република Северна Македонија, предизвиците, а исто така
зборува и во однос на тоа дека Северна Македонија како да заврши една набиена фаза од македонската политика. Ова се дел од ставовите мислењата кои што ги изнесоа гостите кои што му гостува на Ордановски. Во продолжение да погледнеме и делот за нивните гостувања. Со оглед на карактерот нивен поминаа мирно, иако имаше големи очекувања, големи амбиции за таа функција. И првиот круг ги подигна очекувањата. Резултатите, тој тесен резултат, мала известност ги подигна очекувањата. Но истовремено тој резултат може би овозможи да вториот круг биде мотивирачки за сите. Да, мобилизирачки. Инаку може се случи некој да реши да ги руши изборите. Да, така. И сега се големи очекувањата, мислам, од Пендаровски, зашто прво, рековме, по 10 години доаѓа до смена на власта. Што се тие големи очекувања, точно, Александра? Што се очекувањата? И Димитров ќе го добие истото прашање. Што всушност очекуваме ние од Пендаровски? Дека очекувањата прво се да не биде како Иванов, што мислам дека нема да биде. Дека се два различни профила. Добро, тоа е прилично ниско очекување, ако смеам да тоа е ниско очекување прво. Ама сепак да ги лоцира тие слаби точки, мислам дека до сега ги има лоцирано во функционирањето на Иванов и да се труди да се издигне многу повисоко над тие стандарди. Да биде не консензуален председател, како што беше консензуален кандидат, туку да биде граѓански председател. Мислам дека тој концепт го застапуваше за граѓанско општество и во своето обраќање кажа дека ќе работи во интерес на сите граѓани, и тие што го поддржале, и тие што не излегле. Тој каже нешто друго, па сакам и тоа да ве прашам. Тој вели дека сега главната задача ќе му биде помирувањето. Како гледате на таа политичка програма? Што може еден председател, овој председател да направи со оваа ситуација во Македонија? Па има сега, значи, учеството на опозицијата на инаугурацијата, со тоа што практично ги признаа изборните резултати, не прават обструкција, значи он е признаен председател и тоа му е поволен ветер во грбот за почеток. Добро, тие ги признаа и вечерта, само не му честитаа. Да, не му честитаа. Не собраа кураж. Да, тоа е политичка некултура. Јако што се сеќаваме 2009 првиот мандат кога беше на Иванов, Фрчковски прв му честиташе, призна пораз на изборите и после знам дека и СДСМ го. Да, тоа е веќе зборува за нивното ниво на политичка култура, меѓутоа со тоа што се појавија на инаугурацијата, со тоа што не ги оспорува резултати, покажува дека подаваат рака за соработка, има волја за соработка, гледам кај албанскиот опозицијски блок, изјавите на БЕСА, Алијансата за албанците првично. И, значи, тој политички диалог што постоеше едно време, што се одвиваше под покровителство на председателот на државата, може да го оживе некако паралелна власт некоја, некако... Ја искрено ви кажувам, ве прашувам, бидејќи никогаш не разбрав што е тоа, како треба да изгледа помирувањето. На што сме ние раскарани? Ние сме раскарани на многу теми, но не гледам како тоа значи сега, како треба еден председател помирувањето да го изведе. Тоа е она што мене ме... Па, предпоставувам за стратешките прашања, да се постигне некој консензус, да се врати тоа прашање за национален консензус за стратешките прашања, пошто по тие прашања очигледно имаше поделби во изминатите месеци кога се потпишуваше Преспанскиот договор, што се виде независно од реториката на ВМРО дека они се за влезна земја во НАТО и во ЕУ. Видовме дека направија се да го спречат тој влез, дека не покажа ширина. Предпоставувам дека на тоа поле треба да се работи. Постфестум ќе се помируваме откако веќе влеговме во НАТО. Па да, ама се останува потешкиот дел од работата, значи членството во ЕУ, мислам дека е потешкиот дел од работата. Тоа е голема агенда, така. НАТО мислам дека е завршена работа. Албанија влезе во НАТО пред 10 години. И еве сега мислам дека се подалеку од нас во ЕУ. Затоа тој процес не е затворен, почната Димитров, само. како ти се чини тебе оваа платформа за помирување? На што тоа точно ќе се троши енергија? Тоа ќе биде најтешкиот дел што председателот Пендаровски ќе се обиде да го направи. Доколку има било какво помрднување, ќе биде тоа успех во ова поделено општество меѓу едни македонци, други македонци, меѓу македонци и албанци.
Се враќаме назад во живо од студиото, кога ќе се спомне името Дино Раджа. Тоа асоцира на една легенда на овие, слободно можам да кажам, XU простори, една кошаркарска легенда која што го посети Скопје неодамна. Повод за неговата посета на Скопје беше одбележувањето на името Лазар Лечич, човекот кој што пак ја реформираше, важи за една легенда на македонската кошарка. Меѓутоа, Дино Раджа има многу повеќе да зборува отколку само кошарката. Тој се најде во емисијата Лица со Анета Кочишки, каде што разговара малку подолго за неговата кариера, меѓутоа и животните предизвици. Секако ова е само дел кој што ќе го погледнеме во продолжение, а целата емисија имате на каналот на 1TV на YouTube, како и на сајтот 1tv.mk. Гледаме во продолжение Дино Раджа. Nikad nisam bio opterećen s novcima. Meni su ti novci, uvijek nekakav odgoj ide iz kuće. I u mojoj kući jedna radnička obitelj s normalnih nekih sitnih primanja, dovoljnih za život. Ja u ono doba čokoladu sam dobija za Novu godinu, ili kad bi došla barba iz Australije, onda bi dobija čokoladu, inače toga nije bilo. Tako da ti veliki novci mene nisu nikad fascinirali. U trenutku kad sam dobija ponudu, tu ogromnu koju sam dobija prvu, kad nemaš ništa, kad si totalno, mene zove moj menadžer i kaže, a ja u govornici u Sijetlu, kaže, jel sjediš? Ja govorim, ne sjedim, reci. Pa kaže, dobili smo ponudu. Ja govorim, ok, reci, pa kaže, sjedni. Hajde, ok, sija sam, ja u govornici stojim na nogama, di ću sest u govornici. I on mi kaže, on meni je rekao tada, da mi je rekao 2,20, 202 miliona, 22 miliona, meni to sve bilo isto. Jer mene nikad mi nije bila životna zvijezda vodilja novci, nego mi je bilo daj da bude najbolji, daj da... Meni je bio bitan teren, trening, a ovo drugo sve. Sve mi je bilo nebitno. Tako i kad sam nazvao staru moju, i rekao joj za ugovor koji sam potpisao, onda ona mene pita, ja kažem, ne znam koliko je to bilo, onda nekih 12 miliona dolara, 13, ne sjećam se ja više koliko je to bilo, govori ona, koliko je to novaca? A ja govorim, to ti je, ne znam, 30 miliona maraka. A govori ona, a koliko je to novaca? A ja govorim, to ti je, ne znam, koliko milijardi dinara je onda bilo. A govori ona, a koliko je to novaca? Kažem, stara moja, to ti je da ti radiš sa svojom plaćom 700 godina i da ne potrošiš nijedan dinar, onda je to otprilike to. A ona meni govori, a koliko je to novac? Nikako da poveruva. Ništa nije jasno. To je sve bilo irealno za nas u tom periodu, stvarno. Тука веќе носиш одлука дека завршуваш како така со Сплит и со играње во Хрватска, дека е време да одиш надвор. Pa meni je jednostavno kroz karijeru sve ima nekakav svoj tok, samo je bitno da slušaš svoje tijelo. Ja sam počeo dobijati nekakva upozorenja da to više nije to. Nakon nekih bitnih utakmica, znaš, prije kad si bio klinac, ti si nakon utakmice možeš šta hoćeš ili se ospavaš noć i sutradan si na treningu normalan. Onda dođu neke godine, dođu nekakvi derbi gdje se potrošiš malo više i emocionalno i fizički i onda tijelo jednostavno ti kaže navečer se ne možeš izaći vani, nego sad ideš kući spavati. I onda sutradan ne možeš napraviti trening 100%, nego moraš malo lakše da se malo poraviš. I onda tako moraš slušati svoje tijelo da ne bi došlo do ozbiljnijih povreda i gluposti da kasnije plaćaš cijenu toga. Tako da sam ja polako, kako su stvari išle kraju, nekako privodio svoju karijeru kraju i bio sam u stanju odbiti nekakve velike ugovore koji su bili ispred mene ponuđeni jer jednostavno nisam mogao više podnijeti taj profesionalni ritam. Колку години имаш кога конечно решаваш да се откажеш?
Sad imam 52, ali sam zadnje ozbiljno što sam igra je bilo 2001. kad sam ima 34. S time što sam nakon toga još odigra par mjeseci, 2003. u Splitu, nekako vratio se kući i osvojili prvenstvo, to je bio nekakav idealan kraj. Fin kraj, така е. Но останува приказната со тоа кога Дино заминува во Америка, нели, младо момче од Балканот, се сретнува со таа приказна и големата НБА, но ќе кажеш дека колку и да се големи тие успеси таму, колку и да е убава атмосферата, колку и да е се подредено под линија и дека не се идеално, сепак емоцијата која што ја има победата на Балканот или да се игра за Југопластика не е баш иста со онаа која се победува со Бостон. Velika razlika NBA i Europa. U Europi postoje nekakvi derbi koji nose posebnu težinu. Je li to bila utakmica Jugoplastika, Partizan ili Cibona ili Barcelona, to je uvijek nekakav derbi koji nosi određen naboj. To u NBA je toliki broj utakmica, toliko se to brzo dešava da ti nekad igraš 3 do 5 utakmica tjedno. Да, освен што е кошаркарска легенда овде во просториите на просторот на Балканот, Дино Раджа е влезен во куќата на славните на најсилната кошаркарска лига НБА по 3 полуодиграни сезони во Бостон Селтикс и важи за еден од играчите кој што сушност го однел балканскиот начин на игра во НБА. Така, ние продолжуваме понатаму, односно, како што е веќе познато во отвореното студио А1, третираме на вистина различни теми, од спорт до политика. Така е. На сите оние кои што име најпотребно исто така студиото е отворено. Така, а токму вчера кај тебе Чаловски гостуваше и лице со инвалидитет заедно со неговиот татко, кој што зборуваше во однос на тоа со какви предизвици и потешкоти се соочува во секојдневниот живот. Имаш една интересна приказна поврзано со него, тоа беше... Да, Зоран Велески и Александар Велески, Зоран родителот со своето дете Александар и нивниот придружник Бен, кучето Бен, кое што беше овде со цел заедно со портпаролката на ЈСП, Деспина Трајковска-Димова, да ја промовираат онаа мерка која што всушност јавното сообраќајно предпријатие денеска преку соопштение до медиумите воведе новитет. Да, воведе новитет. А тоа значи дека на сите лица кои што им е потребно такво куче, кое што им е водич, всушност помагач во извршувањето на нивните секојдневни работи. Да, сега ќе можат да се движат слободно со автобусите на ЈСП. За волја на вестината, тоа е информација која што се споделува денеска низ медиумите. Оваа тема ја работевме вчера овде во студиото. Па така да погледнеме дел од нивното гостување. Констатирано и од X примери, да речам, во регионов и европските земји, каде што може би ова е веќе пракса, има слободен пристап во јавни институции и слично, да го земеме и ние примерот и да трнеме еве да појде од нас и другите јавни институции останатите и да дадеме на некој начин поддршка, бидејќи јасно е дека овие кучиња придружници се своевидна, ајде да речам, лева рака на лицата во која што се наоѓа и Александар. Да, веројатно луѓето не прават доволно дистинкција дека се работи за сервисно куче, при тоа како што можам да видам кај Бен тоа е обележано. Да. Се работи за сервисно куче. А со какви ситуации се имате? Со многу необични ситуации се среќаваме. Нормално луѓето мислат дека оне стварно големо е кучето. Да, така е големо. Али не е толку опасно, кога луѓе не знам што е работата. Јас доаѓам се среќам со луѓе, ќе леле се плашат. Извинувам, зошто се плашат? Дали од луѓе се плашите? Ова куче ништо не може да ви направи. Не е агресивно, не е нападно. Ова е луѓе баш како го носи појасот сервис док. Така, а тоа е специфика на специфично трениран, така? Он е директно дресиран за лица со посебни потреби.
И не може он да нападне. Единствено може да нападне ако него го нападнат на Александар или ако му даде команда на Александар да го заштити. Иначе нема шанси. Еве гледате во студијава тука е легнат, нормално седи мирен, кај што ни ве напаѓа вас. Да, воопшто не се ни забележа половина час. Како да имате куче придружник во студио. Александар, знае некој пат да не ги послуша командите? Да, не. Ама се справува? Не, да. Си има карактер свој. Ама сега е тоа е најважно. Да. А, Деспина, неодамна во еве ќе земам повторно пример странска држава, бидејќи да, во Македонија луѓето се немаат сретнато со ваква ситуација. Меѓутоа ке американците тоа го има, нели, нормално поголема држава, повеќе ситуации. Куче воен ветеран, на кое што според закон во една од американските држави му е дозволено да влезе во ресторан, всушност не го пуштаат. Бидејќи имаше реакции од јавноста. Претпоставувам дека и кога се воведува оваа новина во автобусите на ЈСП, ајде жичара е корпа, изолиран случај. Меѓутоа во автобусите на ЈСП сигурно ќе има некој кој што ќе изреагира, кој нема да се согласи со ова без при тоа да ја свати самата потреба. Како ЈСП ќе може на некој начин да се заштити од оваа своја одлука, иако воопшто не треба да се заштитува, да ја оправдува? Па, верувам дека единствен начин е само подигање на јавната свест и помош преку медиумите. Токму затоа сме и тука гости, нели? Веројатно ќе има ситуации, реакции секакви и господата наишле, верувам и при само прошетка на улица, бидејќи вака навидом изгледа агресивно кучето, бидејќи е големо, што апсолутно не е така. Ние апелираме, еве, користам оваа ситуација, сите кои што ја гледаат емисијава, да ја разберат суштината за која што сме ние тука заедно со Александар и татко му, и едноставно да дадат поддршка, напротив, да не реагираат, нели, несоодветно, бидејќи кучето пред се не е во случајов само нивен миленик, туку од голема помош на неговото секојдневие за извршување на неговите потреби, какви да се. Во сите автобуси, во сите бројки ќе... Така да, во сите автобуси на јавниот превоз и жичарат. Значи, слободен пристап, веќе е слободен пристап, дозволен влез на лица со инвалидитет кои што се, да речем, во нивна се движат со помош олеснителна околност, им се кучињата придружници. Јас би само едно би дополнил. За да може јавноста и граѓаните кои ќе се возат во автобуси, барем нека има една налепница закачено, залепено во автобусите, да знаат дека можат и луѓе хендикепирани или лица со, да не кажам хендикепирани, се лошо зборе, лица со посебни потреби да можат да се движат и они со автобусите слободно, да ги користат автобусите со придружник со кучиња. Да. Апелирам барем тоа за да знаат луѓево. Го погледнавте овој последен исачок предвиден за денешното отворено студио 1 во овој прв блок. Ние се гледаме повторно во 15 часот и 20 минути со мене со колегата Владко Чаловски, а во продолжение следуваат вестите со колегата Александар Петревски.